Čestni oci, braće i sestri, stignahme do posledното predavanje ova Svetočurskih svetnica na redната Nedelji Cvetnici veke i počnuvame so navečer so posledovanje na Ženikoti ili služba na Ženikoti, neke možda da izvedime novi predavanje. No, obično всекогаш до светници завършуват предаванията, а денеска я имаме тая чест да ни биде предавач и со ќе можете и вие да общите използвайки прашај неговото преосвещенство епископот Дребицки господин Давид. По однос на овој циклус на предавања сметам дека добри одзиви добивам, барем ако мене не ми ласка и точни информации добивам дека многу се успешни предавањата, поготово не само затоа што овде се собираме во црквата, пред се заради тоа, но затоа што ги снимаме и поставуваме на YouTube канал, каде што може да ги гледате секој по пригодно за него време. Значи, да не е обврзан да дојде тука и оддалеку може да ги гледам. Многу мина ми се јавија од Србија, од Бугарија и од Грција, дури дека ги пратат овие предавања што се случуваат кај нас за 40. Затоа прилика е да им благодарам на сите предавачи секако, како во овој повед што го давам за предавањето на последниот предавач како спомна епископот Дребицки господин Давид. Владиката Давид роден е во 1972 година во Скопје. Основните школното образование и средното го завршил во Скопје, а потоа преминува на философскиот факултет во Скопје, каде што студира класични јазици, грчки и латински јазик. Во 1995 година е замонашен, во 96 година добива ѓаковски чин, за во 97 година да добие и презвитерски чин на исполнува, значи јеромона. Од тука, уште во студентските денови, кога бил во Скопје, редактира еден часопис за литература, а после тоа, кога преминува во Турничката епархија, која се замонашува, значи, под негова редакција е часописот Успение, кој толги години влегуваше. Кога се оформи православната Охридска архиепископија во 2004 година, заедно со сестринството од манастирот Успение на Пресвета Богородица, преминува во Охридската архиепископија, а во 2006 година е избран за помошен епископ, тогаш на мене како архиепископ Охридски митрополит Скопски. Но бидејќи условите беа под постојано гонење на црквата, не можеше да се изведе веднаш неговата хиротонија, се изведе година дена подоцна во 2007 година, така што од 2007 година епископот Дребицки сегашен е епископ со чин епископ и служи на црквата во Стоичини. Сега, после решавањето на споровите, тој го добива
чинот епископ Дрембицки, зашто претhodilo, имаше чин повторно поврзан со епархиите на Свети Климент, но заради да има, како да кажам, некој да не се повторува чинот со епископ во Македонската православна црква, зашто и како што знаете и епископот Јаков го носеше, кој и уште го носи епископ Стобиски, како титула имаше епископот сегашен Дребински, синот на Македонската православна црква му смени титулата по епископ Дребински. Инаку епископот Дребински сегашен има завршено Богословски факултет на Аристотеловиот универзитет во Солун и таму има магистрирано и се надеваме и брзо ќе докторира таму. Полносно оваа последна тема што рековме, неговата тема е аскетика, теологија на убавото со осврт на размислите на Тарковски. Сте слушале за Тарковски, јас нема должам, повеќе ќе дознаете од излагањето на епископот Дребицки. Но ето сакам да забележам дека во овој циклус на предавања пофаќаме различни области. Не се држиме само за една област, туку гледате колку различни области, како што црквата покрива различни области. Ние не сме како еднострани. Туку денес може би модерно да се каже многу поларни, мултиполарни. Одавна црквата секојаш беше мултиполарна, сега им текна во 21 век да го употребуваат мултиполарни. Ние сме во суштина заинтересирани за се што постои. Затоа го замолувам епископот Дребински Господ Давид и за оваа тема да ни направи повед, а ние, ако не веднаш, ќе се заинтересираме после некое време. Колку неколку пати ќе го видиме, ќе видиме и снимката на YouTube, може би тогаш ќе се заинтересираме. Зашто така од интересот следувајте одма не може веднаш зборовите нечии да побудат интерес, меѓутоа побудуваат интерес по неколку дена, по неколку месеци, по неколку години. Ваше присъствие да замолуваме да ни ја изложите темата која споменавме и која предходно беше најавена, и се надевам дека да сите ќе биде со голем интерес следена. Високо преосвештен митрополите Крушевски, Демирхисарски, Господин Јован, јас ја користам приликата веднаш да ви се заблагодарам на поканата да учествувам во овој циклус на великопостни предавања кои што ги организирате како митрополија и без да должам многу ќе се обидам да проговорам неколку едноставни зборови во однос на темата која што високо преосвештениот митрополит ја најави. Имено убавото како тема без друго има долга историја. За жал, мноштво луѓе му пристапуваат на убавото како на даденост само по себе. И едноставно немаат аскетски пристап кон животот. Тоест, не го прават подвигот без престан да продираат во смислата на убавото. Ниту пак си го проблематизираат постоењето со прашањата што е убавото и од каде потекнува убавото. Сосема накратко ќе
ве подсетам веројатно на сите вам една позната случка од Ефитијата, кога едно семејство со своето дете биле принудени при прогонот на христијаните да се сокријат на подолго време во некоја пештера. И сватете го тоа и во алегориска смисла, малечкото детенце кое што го имале со себе, еден извесен временски период го поминало во пештерата. И при првата околност, кога прогонот поминал, родителите го извадиле детето целосно од пештерата и детето го погледнало сонцето и им го поставило со восхит прашањето на своите родители, велејќи: кој го има направено ова? Значи, детето не сметало дека сонцето, како што мнозина денес по навика сметаат дека по автоматизам им следува. Детето разбира дека сонцето не му следува по автоматизам и дека некој тоа го има направено за него. Во продолжение ќе се осврнеме на значењето на овој дел од излагањето. Сега ќе продолжам со фактот дека исто така се добива и впечаток дека голем број луѓе се ограничуваат само на психолошкото и на физичкото рамниште на убавото. Се што се наоѓа надвор од тоа рамниште, а надвор од тоа рамниште се наоѓа трансцендентното, или како што постои еден прекрасен црковно-словенски збор за овој латинизам кој што го имаме усвоено, значи оданде страното. Значи се што се наоѓа надвор од рамништето на оданде страното, се остава надвор од размислувањата за убавото. Како да станува збор за нешто што нема допирна точка со постоечкиот свет. Тука е необходно накратко да предочиме, би рекол, дека теологијата прави разлика помеѓу нестворениот и створеното. Бог е нестворен, светот е створен. Прави разлика и помеѓу суштината и енергиите Божји. По неговата суштина Бог е трансцендентен, оданде стран, значи непоимлив, а тоа што произлегува од енергиите Божји е светот. Створеното и нествореното се обединуваат во личноста Христова, но тоа не значи дека се мешаат. Со сигурност, значи можеме да кажеме дека темата убаво на нашиве простори систематски започнува да се развива со античката култура. Реченово првенствено се однесува на визијата и делата на старогрчката уметност, која што преку различните изрази има изградено една цела, како што се именува во науката митологија на убавото. Очигледно во оваа култура, основното рамниште за поимањето на убавото представува митологијата за убавината на телото. Ние денес во музеите гледаме само траги од таа култура, но за древниот свет тогашните уметнички дела представувале еден целосно изграден светоглед,
Без друга, античката мисла ја гледа природата како ред, како хармонија и главно како украс и како убавина. Таа ги пренесува начелата за поимање на светот и на постоењето на едно, би рекле, антрополошко рамниште и уметноста почнува да ги изразува тие начела главно преку вајарството. Задлабоченото изучување на античката уметност доведува до сознанието дека, например, преку скулптурата, древната култура ја истражува природната убавина на светот. Доколку на прв поглед целта на истражувањето на убавото првенствено била покажување на природната убавина на телото, сепак подлабокиот и подетален поглед во суштина ни го покажува преминот од митологијата на телото во една умствена идеја за убавото. Следствено, кај Платон, значењето на убавото се однесува првенствено на душата, која ги содржи сите одлики на митологијата на телото. Со Платоновото учење, убавото се воздигнува и се поставува главно во умствената природа на душата. Со неоплатонизмот пак, митологијата на убавото конечно се разделува од митологијата на телото. Известно е дека сваќањата на неоплатонизмот со неговиот апсолутистички карактер на душата представува широко распространета философија во првите векови на христијанството. Познато ни е дека тогаш кога се појавува христијанството, најшироко распространета философија била неоплатонизм. Затоа од страна на незнабожечките философи, христијанството при неговата појава на историската сцена беше обвинето како телољубив род, заради воплотувањето Христов, заради тоа што Христос прими плод. Та заради тоа се сметаше, спротивно на убедувањата на мнозина, кои што се погрешни убедувања, но да не навлегуваме сега во таа тема, бидејќи таа тема нема допирни точки со нашето денешно изложување, значи спротивно и коренито различно од античката философија. Неопходно е да се нагласи дека библиското предание на христијанството го покажа токму тоа што и недостасуваше на античката онтологија. Значи го покажа значењето на постоечката стварност за човековата личност. Се разбира, убавината на античките скулптури е сведоштво и израз на природната убавина. Но потребно е да се истакне дека за разлика од христијанството, во античката философска мисла, светот и природата се една затворена и самодоволна стварност, која нужно действува во рамките на едно, би го нарекле, вечно рециклирање. Ќе објасниме подоцна што значи тоа. Се, значи, па дури и нивните богови, се подчинети на функцијата на природата. Познат е стихот од античката поезија, кој гласи вака: «Анамка дуде θεοί махунте». На нужноста дури и боговите и се подчинуваат. Вели во 139 година пред Христа Симонидис.
очигледно станува збор за едно безлично козмолошко начело кое се поистоветува со нужноста. Некои мислители сакаат да му припишат на Аристотел дека Овид ја имал токму нужноста, кога тоа козмолошко начело го именувал како опротон кинун акинитон. Знаете дека за Аристотел Бог е првиот кој не се движи, но се раздвижува. Кога би требале да го илустрираме овој став на Аристотел, би можеле да го илустрираме со примерот на магнетот. Магнетот е тој кој што не се движи, но ги придвижува предметите околу себе. Бидејќи на сите ви е познато дека во античката философска мисла, конкретно и кај Аристотел, движењето е одлика за несовршенството. Несовршените, тоест луѓето се движат. Тоа што е совршено, Бог не се движи. Значи, постои ставот дека токму во оваа точка древната философска мисла ја достигнува незината граница. Сосема накратко, значи се осврнавме на одредени согледби за убавото кои пред воплотувањето Христово ја одликува античката философска мисла. Како вовед во христијанската теологија на убавото, накратко би ја парафразирале дилемата на одредени современи теолози, која гласи мистика или аскеза. Некои современи теолози ја имаат оваа дилема, која ние во случајов ќе ја парафразираме во дилема аскеза или естетика. Имено станува збор за тоа дали аскезата и естетиката можат да сопостојат. Логично е да се истакне дека аскетизмот не треба да биде лишен од естетиката. Но и естетиката треба да биде аскетска, треба да биде подвижничка. Значи, тие не се разделено постоење. Не постои една црква за аскетите, а друга црква за естетичарите. И аскетот и естетичарот се делови на истото мистично тело Христово на црквата, та нивниот начин на постоење би можеле да речеме дека се дели неделливо. И естетиката изискува подвиг, и подвигот изискува естетика. Сосема различно од античката философска мисла, христијанското предание не се осврнува исклучиво на физичката убавина на светот или на умствената идеја за убавото, туку се собира во една теологија на убавото. Нестворениот Бог постои надвор од реалноста на светот и представува слободна причина и почеток на се. Човекот и светот, значи светот кој што е возглавен и представуван од човекот, се творба и настан на слобода, а не на нужност, не на принуда. Во тој контекст, христијанската мисла од самиот почеток прави чекори за формирање на една теологија на убавото. Од првите векови, со апостолските дела, потоа со кападокиските оци, свети Дионисиј Ареопагит, свети Максим Исповедник, свети Јован Дамаскин, свети Симеон Нов Богослов, светиот Григори Валамов, филокалиското движење, па се до светиот Порфири Катерина Вит,
Црквата ја гради својата теологија на убавото, првенствено преку обемната химнографија, преку литургиската поезија и без друго преку сите видови уметност. Литературата, сликарството, театарот, филмот, музиката, фотографијата и сите видови уметност. Црквата не може да се одрече од тие делови кои што уметноста, кои што пар екселанс и припаѓаат на црквата. Некои од современите теолози, бидејќи знаат дека и православни, дека и не сите, кај некои православни постојат ставови дека православниот христијанин не смее да чита никаков вид литература освен црковна, не смее да гледа никакви слики освен икони, не смее да слуша никаква музика освен црковна. Велат некои современи теолози дека доколку така лесно црквата се одрече од тие уметности кои што пар екселанс на црквата и припаѓаат, тогаш ќе стане карикатура од црква. Бидејќи токму во уметноста според мнозина од отците на црквата можат да се најдат трагови на вистината кои што можат да го воздигнат човекот кон Бога. Затоа, осврнувајќи се токму на уметноста, режисерот Андреј Тарковски недвосмислено истакнува дека, и гледате колку мудро се изразува овој уметник, велејќи уметноста освојува со духовната енергија, која во своето дело ја вложил самиот уметник, а не со некакви несоборливи, еве да се изразиме, научни докази. Патот по кој оди современата уметност, одрекувајќи се од потрагата по смислата на животот, во име на афирмација на самопочитувањето, е лажен пат. И тоа е интересна тема за разговор. Каков однос кон животот има современата или бар некои од современите уметности. Значи, ако вели Тарковски, уметноста ги содржи символите на апсолутната вистина, тогаш секоја слика на светот, прикажана во уметничкото дело, трае за секогаш. Тие поетски откритија представуваат вечни сведоштва на човековата способност да го разбере и изрази своето сваќање на оној по чие што подобие и икона настана. Целосно е јасно дека целта на секоја уметност е да објасни зошто човекот живее и во што е смислата на неговото постоење. Значи нема тука никаков лартизам, уметност заради уметност. Туку уметност која што возведува и воздигнува кон апсолутната вистина, кон Бога. Значи, христијанската потрага по смислата на животот, по смислата на убавото, не представува позајмица или копирање на античката философија, туку има длабоки корени во библиската мисла, која што ја толкува и ја осовременува во рамките на еден однозначен и плодотворен диалог на црквата со културата и со специфичниот амбиент на секоја епоха на човековото постоење. Библиската согледба за стварање од ништо, за креатио екс нихило, поврзана е со вистината за светот и човекот. Факт е дека светот е створен, не е вечен и нема онтолошка даденост. Тука би морале исто така да направиме разлика помеѓу православната теологија и античката философија,
Согласно на православната теологија, светот е создаден ни од што, но има една латинска изрека која вели nihil ex nihilo fit. Ништо не може од ништо да постане. Значи, велат отците на црквата дека кога се користи тој израз се мисли на следново, дека светот не е создаден од суштината Божја, но дека е создаден преку енергиите Божји, од ништо. За разлика од античката философија, согласно која материјата вечно му сопостои на Бога. Значи, Бог во античката философија не ја создава материјата, туку таа вечно му сопостои. И затоа во античката философија Бог не е пиетис, не е творец, туку е демиургос, оној кој што ја обликува веќе постоечката материја. Ние рековме дека постоењето на светот е происход на слободата, што припаѓа на онтологија, и ова треба да го запамтиме, припаѓа на онтологија која е трансцендентна во однос на светот. Значи му припаѓа на нестворениот и личносен Бог, кој слободно го посака создавањето. Почетокот, значи, на битијата се наоѓа надвор од светот. Во црквата зборуваме за предвечниот совет на Света Тројца за создавањето на светот. Логично беше возможно светот воопшто и да не постои. Тоа што постои значи дека е дар од озгора. Да заклучиме, светот не постои според нужност, туку представува настан на слободата и живите битија не се само постоечки, а тоа што имаат почеток, значи дека слободата на нивното постоење не е целосна, без нераскинливата врска со нивната нестворена причина, со голема буква П, бидејќи произлегуваат од ништо. Нестворената причина за постоењето на се, троичниот Бог, е поет пар екселанс. Го ствара светот од ништо, а се што создал е многу добро, се што создал е многу убаво. Значењето на доброто и на убавото во созданието происходи од сваќањето дека троичниот Бог не создава ништо лошо, не создава ништо грдо. Он создава, гледајќи ги крајот и полнотата на битијата, во едно динамично движење и развој. Продолжителната поврзаност и нераскинливото проникнување на битијата со изворот на нивното постоење ја представува конечната смисла на светот. Согласно на теологијата на убавото, доколку убавото има некакво значење за човекот, тогаш убавото го возведува човекот кон Бога. Видовме дека и Платон и неоплатоничарите се движеа кон тоа што тие го именуваа божествено, но кое што постоеше затворено во светските размери. Битно е да истакнеме дека православната теологија воопшто не се одрекува од убавината на светот. Со таа разлика што за неа хармонијата и убавината се однесуваат првенствено на нестворениот, на Бога.
би можело да се каже дека станува збор за една отечка поправка на античката философија. Пополека, христијанското предание се зафаќа со сите темелни прашања на античката мисла и иновативно ги преобразува во една нова онтологија. Оваа онтологија се состои во расудување помеѓу створеното и нествореното. Нестворениот Бог, врз основа на неговата слободна волја, ги создава светот и човекот. Теологијата на црквата се основа на фактот дека светот е дело Божјо, дека Бог е апсолутната убавина, која во изобилие му се излева на човекот. Но што значи слободата за создадените битија и главно за човекот? Створениот човек го иконизира нестворениот Бог. Човекот е слика на Божјата убавина. Првенствено, затоа што постои како единствено, неповторливо, оригинално, личносно постоење. Човекот е повикан да биде поет. Затоа Тарковски нагласува дека кога се спомнува поезијата, не мисли на неа конкретно овој уметник како на некаков жанр. Поезија за него тоа е поглед на светот. Видете колку интересно размислува. Не ја сведува на стихотворство, туку зборува за поезија како поглед на светот. Посебен вид на човеков однос кон стварноста. Така наблюдувана, таа станува философија која управува со човекот со сиот живот. Уметникот не е истражувач само на животот, туку и креатор на високи духовни вредности и на онаа посебна убавина која ја поседува само поезијата. Таквиот уметник знае да ги види одликите на поетската структура на стварност. Тој е во состојба да излезе надвор од границите на праволиниската логика. Секој друг пристап животот го прикажува како нешто шематски, конвенционално, монотонно. Тука ќе ве потсетам на зборовите на големиот светител на нашето време, светиот Порфирий Кавсокалевит, кој што и самиот, слично како и Тарковски, ја искажува таа антологиска реченица дека секој кој што сака да биде православен христијанин, најпрвен треба да постане поет. Грчкиот збор пиетис значи творец, да биде творец, да биде уметник на своето постоење и да има уметнички, поетски однос кон стварноста. Вели светиот Порфирий Кавсокалевит, еве повторно ќе се вратиме на оној дел од житието кога детето го забележува сонцето и неговата убавина. Вели дека човекот кој што има поетски однос кон стварноста, човекот кој што има уметнички однос кон стварноста, тој не гледа на созданието како на нешто што му следи по автоматизам, туку тој знае да се восхитува буквално на се што ќе види. И восхитувајќи се,
Восхитувајте му се на небото, восхитувајте му се на дрвото, восхитувајте им се на птиците. Сега се восхитувавме заедно, кога ја видовме што направив. Кога ја видовме стазата за скијање цела со снег, колку прекрасно изгледа. Колку прекрасно изгледа планината. Но гледате, вели светиот Порфири, кога човек ги забележува сите тие нешта и кога им се восхитува, не треба, не би смеел да остане само на појавното, туку да го воздигне и да го возвиси тоа што го гледа кон она што е зад појавното и да го однесе во прегратките Божии. Така прават луѓето кои што се восхитуваат и на уметноста, ке погледнат една прекрасна или две, три слики на одредена изложба, ке се восхитат колку се убави сликите и си велат колку би сакале да го запознаеме сликарот. Не се задоволуваат само со тоа што ќе го видат на изложбата. Кога ќе се восхитат луѓето на тоа што го гледаат во своето окружување, вистинските уметници, вистинските поети на своето постоење, велат, сакаме да го запознаеме поетот со големата почетна буква П. Сакаме да дојдеме преку се ова што гледаме до самиот Христос. Да не должам повеќе да се вратиме на белешките. Изразот според икона Божја кај човекот, значи, не се исполнува во неговите можности, какви што се интелигенцијата, психолошката самосвест и друго, туку првенствено во можноста човекот да биде личност, возглавувајќи ја севкупната човекова природа, а во неа и сиот свет. Бидејќи човековото тело произлегува од составот на чувствениот свет, сета твар, запамтете, сета твар, токму преку човекот, патува или кон вечноста, или кон исчезнувањето. На кој начин, ќе праша некој, се случува речено? Од сите битија, само човекот може слободно да заедничари со божествениот живот, оддалечувајќи се себе си и сета твар од распадливоста и од смртта. Затоа Тарковски вели, кога настапува смртта, умира и индивидуалното време, што доведува до тоа животот на човечкото битие да биде емотивно недостапен за другите, мртов за другите. Времето е неопходно за човекот, за тој отелотворувајќи се, да се оствари како личност. Тука би сакал сосема накратко да кажам дека кај мнозина православни, за жал, се провлекува еден, можеме да го наречеме, да го именуваме така, психолошки монофизитизам. И православните на се што е создадена категорија, вклучително и на времето, значи материјата, па и на убавото, гледаат како на нешто лошо. Се што е створено е лошо, а Бог го прими човечкото тело на себе и го обожи. И затоа велам дека согледбата, дека се што е створено само по себе лошо,
во православието представува действително еден вид психолошки монофизитизам. Значи, накалемувајќи го своето постоење на божественото, човекот се восовршува вечно. Не накалемувајќи го, тој само има име дека е жив, а во суштина е мртов. Христос се воплотува и ја зема на себе човечката природа. Бог кој што станува човек го преобразува созданието и историјата во едно тело кое што се разбира е црквата. Христос во себе вотеловува се и секого, обликувајќи една коренито нова онтологија на убавото, која што ги надминува гнилежноста и смртта на созданијата. Човекот, како икона Божја, има моќ да го гледа убавото во природата и преку едно естетско одгледување на себе си и на светот да има творечки однос кон постоењето. Само преку човекот може да се спознае дека светот е прекрасен и дека може да биде место на пројавување на убавото. Сета природа на човекот блеска од славата и убавината Божја. Кога теолошката мисла е неразделна од животот на црквата, тогаш благодата на Духот Свети се созерцува како божествена светлина и човекот екзистенцијално се преобразува во литургиско битие. Пример за реченото е и светата Марија Египетска, која, внимавајте на ова што ќе го речам, доколку не се причестеше со телото и крвта Христови, доколку не станеше литургиско битие, прашање е дали ќе беше препознаана како светителка на црквата. Но бидејќи се причести, е литургиско битие, црквата денес го слика незиното голо тело. На фреските низ храмовите и не се одвраќа од неа, туку и во незиното тело ја созерцува несоздадената благодат Божја. Теолошката мисла во суштина представува едно постојано славословие на божествената убавина, на славата и светлината на Света Тројца. Предочивме, според отците на црквата, човекот е литургиско битие. Значи, неговото постоење пред Бога е длабоко евхаристиско. Оваа состојба на човекот од една страна ја открива убавината Божја и од друга страна теологијата на убавото. Теологијата, така како што ја живее православното предание, неопходно е неделива од убавото. Во стварноста станува збор за една поетска теологија, која што е единствена соодветна да се доближи до убавината Божја и истата да ја изрази. Оваа теологија на изненадувањето пред божествената убавина представува суштина на создаденото, која што човекот е повикан да ја изрази и да ја толкува за она литургиското, за живот на светот.
Христос е човечкиот лик на Бога, на кого почива Светиот Дух и ни ја открива апсолутната убавина. Љубовта Божја ја зрачи убавината кон надвор и ги повикува битијата да учествуваат во вистинскиот живот, кој ја укинува трулежноста и смртта. Постоењето може да биде разбрано единствено доколку го поимиме меѓусебното проникнување на Бога и човекот, на нестворената и створената стварност. Според светиот Дионисија Ареопагит, убавината е едно од имињата Божји и човекот е створен според вечниот архетип, архетипот на убавината, затоа и учествува во убавината Божја. Човекот ја гледа убавината на невидливиот Бог, во човечкиот изглед на новиот Адам, Христос, и станува влюбеник во убавината. Живејќи една култура, а тоа е православието, култура на воплотувањето, живејќи една култура на воплотување на убавото, Тарковски го посочува следното и вели: запазувањата може да се пробира. Значи станува збор за филмската уметност. И додава: на лентата практично го оставаме само тоа што има право да биде составен дел од поетската слика. А тоа на некој начин би можело во преносна смисла да важи и за животот на човек. При тоа, додава тој, филмската поетска слика не смее да се раздвојува, да се одвојува од својата темпорална природа, не смее од неја да се изфрли текот на времето. Како што и Христос доаѓа во историјата, доаѓа во времето. Значи, поетската слика ќе постане вистински филмска при еден задолжителен услов од многуте. Покрај тоа што живее во времето, потребно е и времето да живее во неа, почнувајќи од секој поединечен кадар. И го поставува прашањето како се доживува времето во кадарот. Тоа се појавува таму каде што во позадината на настаните се чувствува одредено влијание на вистината. Кога сосема недвосмислено постануваш свесен за тоа, дека тоа што го гледаш во кадарот не се завршува на визуелниот приказ, туку само навестува нешто бесконечно, што ги надминува рамките на самиот кадар, навестува живот. Ова е сличност со она што претходно посочивме дека го кажува светиот Порфири Капсокаливит, за тоа дека создадената убавина може да го воздигне човека кон божественото. Следствено, убавото не е само чувство, не е само идеја, туку убавото е личност. Значи, личноста Христова. Достоевски би рекол дека во овој свет не постои друга, освен една преубава личност, Христос, на начин што пројавата на неговото бескрајно убаво лице е чудо само по себе. Целото Евангелие според Јован ја има таа смисла. Целото чудо го гледа само во воплотувањето, само во пројавата на убавото.
Не станува збор за некаква естетска теорија на убавото, туку за личносно учество во таа убавина како благодатно воделовување на убавината Христова, која преобразува. Не станува збор за една горделива и интелектуална метафизичка совршеност, туку станува збор за една воскресенска убавина. Славниот писател повторно истакнува: човештвото нема потреба да живее од наука и леп, туку само убавината е нужна, бидејќи без убавината ке нема повеќе што да прави во овој свет. Затоа човекот е повикан да биде уметник на своето постоење, да биде пророк на убавината и согласно на Гогој, преку уметноста да го заокружи чудото на преобразувањето на душата, бидејќи доколку уметноста не го преобрази човекот, тогаш таа представува само една пародија од страст. Ништо повеќе. Битно е да се истакне и дека според светиот Максим Исповедник, целосното исполнување на првичната убавина во совршена красота ќе се случи на крајот од историјата и ќе го добие името Царство. Вистината на битијата не се наоѓа во нивниот почеток, односно во тоа што биле, туку во тоа што ќе бидат. Кај мнозина отци на црквата станува збор за една литургиска есхатологија. Преобразувањето на телото и на сета твар ги покажува културните димензии на таинственото и исихастичко човештво. Тоа е тајната на 8-миот ден, кој уште сега и овде го живеат светителите, па и секој човек со творечко настроение. Рековме, секој поет на своето постоење. Литургијата е должна да се сретне со културата, да ја просветли со светлината на 8-миот ден и да ја преобрази во козмичка литургија. Станува збор за зрачење на божествената убавина, за излез на црковната заедница кон светот и кон културата, за плодотворен диалог со светот, со цел да се преобрази животот на целото создание. Да го парафразираме и Флоровски, кој истакнува дека денес како никогаш досега имаме потреба од една теологија на културата, која ќе ја земе во вид агонијата на современиот свет, кој што ранет од нихилизмот и профанизирањето го изгуби вдахновението и неговата визија за светот и историјата. Во тој контекст Тарковски ќе напише: постои друг јазик, друг начин на заедничарење помеѓу луѓето. Тоа е комуникацијата со помош на чувствата, на поетските слики. Во таквата комуникација се надминува нееднаквоста, се рушат границите. Волјата, чувството, тоа е она што ги брише пречките помеѓу луѓето. Пречки кои стоеле од двете страни на огледалото, од двете страни на вратата.
рамките на платното на киното се отвараат и светот, кој што порано беше одвоен од нас, останува стварност. Потребно е, значи, одново да се зачне тајната на маничниот ерос Божи, кој не се наметнува, рековме, како метафизички авторитет и нужност, туку се открива личносно во слободниот одговор на љубовта на човекот и станува во Христа полнота на човековиот ерос. Во убавината Христова повикано е преку човекот да учествува сето создание. А како што впечатливо објавува Кафка, секој кој што ја сочувува способноста да ја гледа убавината, никогаш не остарува. Убавината на човекот и на созданието не е несреќен случај или затворен симптом на рециклирачката онтологија на распадливоста, туку се однесува и постојано ја одразува убавината Божја. Завршувам, нема повеќе да го злоупотребувам вашето внимание, завршувам со следнава реченица. Православната теологија е недвосмислена. Убавината во црквата не е и никогаш нема да биде музејска категорија, туку мистична објава на Богочовекот Христос, кој го спасува човекот и светот од растурање, од грдото, од смртта. Ви благодарам многу за вниманието. Јас предлагам, ако има некој што имаше нешто во врска со поведните зборови на владиката Давид, да го доразвиеме или конкретно да битам да постави прашање, па да го исклузуваме присуството на владиката да ни одговори. Секако темата е возвишена, затоа што малку луѓе размислуваат за убавото, јако пријатно им е да го доживуваат, пријатно им е да гледаат, ама не сите го поврзуваат убавото со Бога. Тоа е една тема која во суштина треба, тато како што ја реков, може би во почетокот, некој се одреба за неколку дена, некој за неколку месеци, некој за неколку години. Потребно е за одредени процеси и неколку години да созрееме. Не можеме веднаш, зато и не очекувам веднаш да ќе има некакви многу изразити прашања, дилеми. Но ако има нешто, повелете, гостинот ни е расположен да одговори на тие прашања. Ако нема, еве јас едно прашање би му поставил, а тоа е, навистина слушавме многу убави зборови и оно што е највпечатливо, дека убавината е секојаш поврзана со Бога. Меѓутоа, јас како еве пастироначалник, имам практични проблеми во црквите, каде што се надлежат. Да кажем, еден одборник во една црква има едно сваќање дека нешто е убаво и за него е тоа преубаво. Друг одборник има друго сваќање и за него е нешто друго преубаво. Како да се одлучи што е најубаво за таа црква од естетска природа? Ви благодарам за прашањето.
постои во теологијата еден израз кој што има попримено терминолошко, би рекол, значење и гласи отприлика вака, колку што се сеќавам, а добро се сеќавам, гласи гимназмена еститирија. Значи, извежбани сетива. Ние во црквата сме повикани постојано да ги вежбаме нашите сетива. Можете да си представите дека човек кој што не вежба во животот, тешко дека ќе може да истрча, да се изразам така, во преносна, во метафорична смисла, еден маратон. За разлика од оној кој што редовно вежба, таквиот со леснотија ќе го истрча маратон. За жал, не сите луѓе, не генерализирам, сигурен сум дека повеќето луѓе секојдневно вежбаат за да ги извежбаат своите сетила. Но за жал постојат и луѓе кои што не обрнуваат внимание на тој момент од своето постоење. И тие одборници наликуваат на луѓе кои што, тие одборници кои што немаат извежбани сетила и инсистираат во храмовите да бидат поставени некои нешта кои што од теолошки аспект не би можеле да имаат било каква издржаност, ниту бавина, тие наликуваат на луѓе кои што тргнуваат да трчаат маратон, а тешко можат да истрчаат и 200 метри. Значи, и јас порано се имам соочувано со такви моменти како свештеник, да бидам искрен, и затоа мислам дека ми е познат, иако вие сигурно како митрополит во многу поизразена форма се соочувате со такви моменти. Во црквата во која што служев, влегувам прв пат и гледам некакви протестантски слики. И ги замолив да ги тргнат, тие не сака, велики дека се убави. Тие беа многу грди. И што морав да направам? Да ви кажам искрено, го сменив одборот. И поставив луѓе кои што сватеа дека тие слики се грди. Значи, грди од теолошки аспект. Бидејќи гледате, ќе ги видите нашите, ние сега се наоѓаме во период на пост. Постот што значи? Помеѓу останатото значи и вежбање на волјата. Не го валка човекот тоа што му влегува во устата, го валка тоа што му излегува од устата. Но кога ќе се научи да се воздржува од храна, тој се учи да се вежба со волјата и да не дозволи тогаш ништо друго грдо да влезе во неговиот начин на постоење. И сега, кога ќе има еден таков внатрешен начин на постоење, зографот ќе го наслика ангелот од Курбиново. И ние гледаме дека тој ангел е убав и ја изразува неговата култура на постот. Го изразува неговиот автентичен внатрешен човек на срцето. Ќе видиме западната уметност и ќе видиме таму ангели со црвени обравчиња и дебели задничиња и разбираме дека тие луѓе имаат хедонистички пристап кон животот. Затоа што за нив можеби хедонизмот представува некој критериум и тој се смета за убавина.
но теолошки е неодржливо, затоа што е хедонизам во прашање. Затоа може би треба да се направи еден курс за луѓето кои што се во црковните одбори со визуелен приказ на тоа што е православна иконографија, што е римокатоличка, што е протестантска, за да можат тие луѓе и да им се објасни која е теологијата, бидејќи ние гледаме, црквата не се срами од голото тело. Ние гледаме дека во многу цркви Света Марија Египетска е насликана гола, но незиното голо тело зрачи со благодата Божја, не со сладострастие. И кога ќе му се објасни на таквиот човек теологијата на православната икона, и кога ќе му се објасни дека западното сликарство тешко дека може да има теологија, туку дека станува некаков збор за религиозна уметност, и кога тој ќе ги види, испореди и согледа сите тие работи, тогаш многу полесно ќе може да разбере што приличи да биде поставено во храмот, а на што едноставно не му е место во храмот. Простете, може би бев малку груб во ставот, но јас тогаш се сеќавам дека бев свештеник во таа црква и се обидував многу пати да разговарам со зборниците. Станува збор за крај во нашата татковина, каде што постојат луѓе кои што се декларираат като протестанти. И едноставно протестантската религиозна уметност беше длабоко навлезена во православните храмови. Јас се обидував во повеќе наврати да им кажам дека од естетски, а рековме нема посебна црква за естетичарите, посебна за аскетите, од аскетскиот, теолошкиот, било каков аспект, не стои да се наоѓа во православен храм. И тие постојано одбива. Ние како свештенослужители никогаш немаме ништо лично против тие луѓе кои што одбиваат такви работи. Имаме против нив лично, имаме против нивниот став кој што не е сообразен на православната теологија. Никогаш немаше ништо лошо да се случи помеѓу нас. Едноставно јас ќе бев подготвен да го поднесувам тоа додека не се обидам да им објаснам и да разберам. Но тие одбива постојано да ги трнат тие протестантски слики од православниот храм. И на крај се сетив да погледнам во уставот и да видам колку години трае мандатот на еден одбор. И видов колку години трае, и видов дека двојно го имаат пробиено мандат. И организирав избори. И затоа, ако тие одборници не сакаат да сватат дека не име местото на грдите нешта во убавината на православниот храм, при тоа немаат никакви критериуми според кои што го вреднуваат своето постоење, немаат образование, немаат поминато никакви курсеви каде што ќе можат да ги разликуваат нештата, тогаш нека знаат дека ќе им помине мандатот и дека ќе треба да дојдат луѓе тогаш кои што ќе знаат како да ги постават работите, и можеби тоа треба да биде еден од условите. Да им се направи еден визуелен приказ и да знаат што смеат, а што не смеат да стават во храм. Може би одолжив, простете, простете што може би бев малку груб, но искрено одговор. Може ако малку коментар во контекст на тоа, бидејќи лично токму тоа го доживувам и јас, како
не иницијатор, не реализатор, ама сепак, како да се наречам, не ктитор на изградбата на нашето манастирче во село Арилјево, Свети Атанаси Ново, кое е слично, ако не исто со ова во Сливница што се гради на патот, бидејќи така благослови да Петар на времето тој модел да го земиме, многу типови видовне, бидејќи толкова што го зборуваше преосветено, дека не само да се изгради нешто, а иницијативата беше токму тоа. Немаме пари, немаме средства, толку колку што имаме, да направиме макар една сеница, една колиба, со оглед на тоа што таа моја одбојност на нешто кога веќе се гради, а не е блиско до православието, посебно до нашата овдешна, како да речам, еклесиологија православна, нешто што стварно ќе личи на црква, нешто што стварно ќе побудува некои чувства, ама луѓето тешко го доживуваат тоа. Зашто некому е битно да направи нешто и да се рече Филјан го направи тоа. Со тешка борба се успеа да се дојде до тој модел и да се почне некако со погрешни мастер од почеток, што други мора да го исправуваат, и дојдоме до една, мислам дека прилично за ови што биле тамо знаат, средина, храм, мал, но во кој што се чувствува православната благодат. Зборот ми е за тој одбор, таа тешка иницијатива што и денеска на позиција и опозиција, во која што средина, јас толку години од кој почнато иницијативата од 2010. Едни кои што упорно настојуваат да се прекине со таа градба, доволно беше зидовите да се дигнат и да се направи конак, затоа што трпезаријата е многу битна, собите се многу битни. Наместо да се направи црквата како храм, каде што ќе се разговара со Бога, каде што ќе чувствуваме во небото, во рајот. Сепак успеавме да додржиме до тука со позицијата која што не се меша барем во овие работи, бидејќи не ги разбира. Но ти дава можност да го направиш тоа што стварно сметаш дека е православно. За разлика од другите кои сакаат да направи до денеска пара одбор, во кој што секако би било мнозинство, каде што би се направило токму ова што го рековте. Голема штета е ние, кои што, например, ги имаме како пример охридските цркви. И не само охридските. Архитектура од 14 век, Свети Пантелемон Нерези, Свети Јован Канео, Света Софија, Трескавец горе, да не набројува, Македонија е полна со таква архитектура, која што ја изразила православната теологија, која што вели дека Бог се спушта на тоа место. Во римокатолицизмот ги градат шпица столови, затоа што е антропоцентрична. Човекот сака да се издигне до Бога. Кај нас Бог се спушта на храм. Значи сега покрај многу луѓе само што ги виделе тие цркви, посакале да станат православни. И сега при такво богато предание на нашите простори, ние правиме храмови кои што изгледаат како некакви протестантски клубови. И тоа е како да спиеме на вулкан, а бараме некаде печка од страна да се загрее. Значи, веројатно треба да се најде начин дека, јас знам, одредени
одредени цркви, например, во Уставот има дека на крштение не може на човек да му се дава друго име, освен име православно. Еве, сега, да не спомнувам некои современи чинители во светов, не знам, карикирам, удава на името, на детето име XY2. Сега треба, кога ќе му го донесе на свештеникот да го крсти со тоа име, никако. Исто е така, некој кога ќе дојде со некој проект, не треба да биде одобрен ако не го црпи вдахновението од православното предание. Не треба да биде насликан ако не го црпи вдахновението од православното предание. Затоа што иконописот во суштина е теологија во боја. Светите сморосли. Кога ќе влезе човекот, порано можеби немале сите можност да имаат Нов Завет, Свето писмо дома, и влегува и ќе погледне низ црквата и ќе го прочита цел Нов Завет. Еве во Марков манастир е акатистот на Пресвета Божја. Ќе влезе во црквата и ќе го прочита во боја акатист. И сега, имајќи во тоа предание, ние да го допуштиме и да правиме грди нешта, навистина е несваткиво. Ја само што да додадам, конкретно при толкова фрески што се работат внатре, X луѓе се јавуваат кои што ние бараме прилози, бараме во смисла за да го платиме зографот или да набавиме што е потребно за храмот. Јас сакам да подарам икона и купува икона. Икона, велам. Дали е тоа икона прашање или некоја слика, јас сакам оваа слика да се стави на филијан место, што нема врска со православието. Прво, кажавме дека со оглед на големината нема можност ние шајки да коваме во зидовите и да обесиме секакви слики таму. Што имаме фрески, колку што дава простор во поприродна големина, за да ги гледаме светителите, а ние сега да ги покриеме возгоро со некоја икона, која не е икона. Решението е владиката ќе се замера со што да прави. И проблемот е во тоа што не смееш да ја извадиш надвор, зашто опозициониот одбор друг не може само ти што ќе речеш. Јас не велам, јас велам да се консултирам. До вчера со дедо Петар, сега со вас ќе дојдите, ќе го видите и ќе кажете што треба. Јас многу страхував кога се светуваше вами. Што ќе рече дедо Петар, кој што си има свој специфичен став за одредени работи, меѓутоа фала му на Бога, затоа што с навистина испан онака како што со помошта Божја го замисливне, да имаме и одредена акустика, да имаме одреден простор, да имаме и однадвор и однатре. Зборот ми беше повеќе на ова доживувањето на просторот и времето кога се наоѓаш во таков храм. Не само изгледот ќе видим однадвор како зграда, како творение, или како слика се гледа. Она што се доживува внатре. Епископот Ревицки Давид, што ми дојде и ме разбуди сите за едни нови мисли, за едно, за кој рековме дека ќе треба време за созревање, но многу е важно да сватиме дека црквата не е само еднозначна, туку тоа е богатство едно. Гледате се, колку теми во овој четирицетница обработивме, различните дела. Дојде на дневен ред и уметноста, која е поврзана со теологијата на црквата, ама и со праксата, истовремено. И се во црквата е така, и теолошки и практично. Ништо нема, само теолошки, односно и може да имам безсмислено е, ако е само теолошки. Се е и теолошки и практично. Да му благодариме уште еднаш на владиката Давид и да го замолиме во нека друга прилика повторно на освежност на неговите мисли,
А на сите вас ви благодарам затоа што учествувате во овие суштински, не само за нас кои присуствуваме на овие предавања, туку и за целиот град Крушево и за сите што не пратат на YouTube. А тие не се малку како што гледат. Полека, ова мало Крушево добива едно централно место во регионот, не во нашата република само. Во регионот добива на црквено поле зборува. Мене друго поле за параглайдерите, а сите им е познато. Да сте здрави и живи сите, ви благодарам и уште едном благодарам за се што